Transactional person е личност која односите со другите луѓе ги гради врз основа на реципроцитет. Што значи дека ги ценам луѓето врз основа на тоа како може да направиме размена. Зашто станав transactional person? Значи вака. Времето што го имаме на овој свет е многу ограничено и некако не сакам да го трошам тоа на губење време со луѓе што не ми се потребни во животот или луѓе кои што едноставно ми го губат времето. Океј, да не губиме многу време на објаснување и интро, ајде да одиме прво во причините зашто станав transactional person. Првата причина зашто станав transactional person е еднострани пријателства. Не знам дали е до мене или не, повеќето пријателства што сум ги имал или било какви релации со други луѓе, дали сум соработувал или чисто онака сум другарувал само, биле толку еднострани што веќе стварно немам енергија ниту па време да ги слушам и тоа пријателство да биде едностранно. Едноставно само они зборуваат, не прашуваат прашања, не се вложуваат во пријателството толку колку што се вложуваш ти и ред други работи. Едноставно едностранноста на тие луѓе просто почна да ми изморува и некако не наоѓам бенефит во тоа да се дружам со луѓе кои што немаат она self-awareness, да видат како е му на другиот човек, да прашаат некое прашање обострано, да биде комуникацијата. Едноставно се зборуваат само за нив, со часови, треба да ги слушаш, не прашуваат ништо онака назад, премногу се досадни, прават некои ирелевантни муабети, онака нешто што не ми помага на мене, ниту пак на нашиот однос. Така да едностранноста е првата причина поради која станав transactional person. И сега баш пред некое време имав една таква ситуација и почнуваат онака да зборуваат она за нив, онака цело време за нив и ги препознавам тие. Можеби поради тоа што сум као ме гледаат како психолог луѓево, како советник и првата онака работа што кога ќе ме запознаат или знаат дека сум напишал книга за личен развој, знаат дека се занимавам со тие теми, одма почнуваат да ме дават онака со часови или пак пробуваат онака да се наметнат со нивните ставови и мислење и онака просто као веднаш ги препознавам и уште од сам старт им кажувам: дечки, извинете, дружбата со мене мора да е 50-50. Едноставно не можам веќе да бидам тој што само слуша цело време и баш онака едностранна комуникација. Причина број 2 е помалку емоции, повеќе разум. Зашто го кажувам ова, да имаш повеќе разум, помалку емоции? Може делува ладно и сурово, меѓутоа не е тоа така, ќе ви раскажам и зашто. Едноставно, кога соработувам со некоја личност или се другарувам, не можам премногу емоции да вложувам, бидејќи знам дека емоциите се многу непредвидливи, тешко се контролираат и може да направат голем хаос, онака буквално. Што сакам да кажам по тоа? Например, кога соработувам со луѓе за проекти нешто, сега ќе ви раскажам пример како соработувам со брат ми, со мајка ми, нели, за време на кога имаме фармата. Едноставно ние сме си роднински врски, нели? Меѓутоа, како што работиме, секој си ја знае својата работа и ние се сакаме и се почитуваме многу. Меѓутоа, кога нашиот однос го базираме на разум повеќе, размислуваме логично што ќе се прави, како ќе се прави, дека нели работиме и со пари, со луѓе, клиенти и така натаму, и некако одлуките што се носат се поразумни, да кажем. А кога се работи за емоции, емоциите, како што реков, се толку непредвидливи. Сега, прост пример, ако некои 20 луѓе се во брак, нели? Тие да, треба да се сакаат, тоа све се почитуваат и така натаму, меѓутоа, ако размислат, например, не знам, да проценат кога не е време за кавга или пак кога не е време да се каже нешто такво, да не дозволиш емоциите да те понесат и да не знаеш во моментот што правиш. Да речеме со сопружникот или со братниот партнер, нели, сте земале кредит или сте купиле нешто заедничко, се инвестирале и така натаму, сега кога ставиш таму емоции на пријателство, емоции на интимни партнери и така натаму, одлуките може да бидат баш онака замаглени и да не ја дарат онаа вистинската голема слика. Ова рандом онака се шетам тука во еден прекрасен парк и толку е чист воздухов, толку убаво мирисат,
растенијава, дрвава и така натаму, едноставно толку ми е добро, као се осеќам хај, а само пиев чај. Исто за ова да докажам, например, многу мои другарки, многу мои другари, кога бирале интимен партнер, ова е само мал пример за оваа тема, за оваа точка, ги бирале партнерите врз основа на емоции. Се сакаат, им се допаѓаат физички, не знам што. Меѓутоа, на тој начин пропуштаат да видат големата слика, да го видат тој човек или таа личност на тој другиот логички начин, разумен начин, да речат дали оваа личност е за мене, да ние се сакаме, да, меѓутоа дали сме компатибилни, дали може да напредуваме заедно, дали можеме да растеме заедно, нели? Не е само земи се во брак и после разведи се за 2 години, туку да биде повеќе, да има љубов, да има емоции во тоа, меѓутоа разумот секогаш сум за разумот да победи во таа дискусија кога се бира интимен партнер или пак кога се инвестира за некоја работа или пак кога се заработува, да се има одреден разум, да се знае дали 20 луѓе даваат еден на друг тоа што им треба. Покрај љубов, емоции и така натаму, да има и одредена доза на разум, која што им помогне онака подобро да се разберат и подобро да донесат долгородни одлуки. Зашто го зборам ова, бидејќи многу луѓе не ги регулираат емоциите. Имам приметено баш и кај нас дома имало случаеви кога некој ќе направи нешто проблем онака или па со другари кога сум бил или со соработници, ќе направи некој емотивен проблем, нели онака бешавка некоја, значи тие луѓе не се контролираат, немаат добра регулација на емоции, за да знаат во моментот што прават, или ќе се налутат, или ќе направат белја некоја, значи не размислуваат разумно во тој момент дали тоа што го прават ќе има долгородни последици на луѓето околу нив и врз нив самите. Причина број 3, ја би рекол соработка. Што сакам да кажам по тоа, кога си transactional и соработките се многу онака обострани. Тоа ми се допаѓа, ова ми е као најомилениот дел што се вика. Прост пример ќе ви дадам, имаше една инфлуенсерка што соработуваме за фармата, меѓутоа не беше она официјална соработка, не знам да ја платам па она да ми ги рекламира производите и така натаму, меѓутоа беше као она купуваш од кај нас, ги рекламираше нашите продукти без никаков кажан збор ништо, а па од друга страна па ние ги рекламираме нејзините продукти, значи некако беше толку обострано, толку фино, толку културно беше тоа што и она не викаше на нејзините забави, сега да не кажам кој бизнис е, да не, нели? Она не викаше на нејзините забави, нејзините средби и така натаму, и ностоп ќе не ширнеше, ностоп ќе објавеше некој видео, ќе постираше слика на Инстаграм и многу некако ни помагаше да добиеме нови клиенти, а па ние и возвративме со тоа што ние снимаме видеа, снимаме постови, објавуваме сториња, објавуваме со нејзините продукти, што значи дека таа таков тип на соработка многу ми е онака transactional, има почит, има можеби да кажам одредени емоции, бидејќи секако штом таа ги купила нашите продукти, значи и се допаѓаат и се допаѓа нашата приказна. Така да и на нас ни се допаѓа нејзината приказна, нејзините продукти се здрави, се многу вкусни и така натаму. Друг тип на transactional соработка е прост пример ова. Куче има вино на село, нели, на фармата, и сега тоа куче не си ја вршеше работава, него штитеше имотот, едноставно бегаше од имотот, ќе трчаше, цел ден го нема и на крај бара леп, бара храна ми бара. И сега мојабетот е, зошто би му дал храна на куче, кое што не сака да чува во дворот, која поента ми е да чувам куче на село, за фармата, кога кучето не си ја брка неговата работа. Едноставно, да, има некои луѓе чуваат кучиња онака за емотивна подршка, за галење, за шетање и така натаму. Меѓутоа, ова беше друг тип на соработка што се вика и едноставно во тој однос со моето куче не можеме да имаме соработка нормална, бидејќи кучево едноставно не си ја бркаше работава и тоа не ми се допаѓа така. Ако некој куче, имаш куче, според мене ако си на село, сега знам дека градските кучиња се поразлични од селските, пример, и во поголем дел во селата кучињата чуваат, овците го чуваат имотот и така натаму. И сега
ако кучето го храниш, добро, го дресираш и така натаму, тоа би требало нели да ти возврати со чување на твојот имот, на твоето стадо и така натаму. Исто ми се допадне и чичко ми, тука во Австралија, имаше порано он брод и одевме заедно на риболов. Јас, он, татко ми, брат ми, братичет ми, така натаму. И некои други роднини кои ќе дојдоа чатпат. И сега он, например, многу ми се допадна што да, ние се сакаме, се почитуваме, меѓутоа ни кажува во 7 часа дечки ќе ве соберам, бам бам. Одиме таму, ни кажуваат земете вие нешто за јадење, ја ќе земам пијачка, бродот е мој. И тоа е тоа. Одиме на бродот, се забавуваме до 11 часот, пливаме, зборуваме, све правиме. После тоа го чистиме сите заедно бродот. Секој заедно фрла отпад и така натаму. Доаѓаме 12-1 часот дома и тоа е тоа. Ние сме си соработувале, се дружиме онака за друштво, нели? Меѓутоа и сите заедно помагаме тоа искуство да го направиме онака незаборавно и секој да се почувствува дека придонесува нешто за денот, да не биде само да он го има бродот, он троши пари за бензин, он купува пијалци и така натаму. Не, ова е едноставно секој придонесува, секој носи некој пијачка, некој јадење, некој па ќе го чисти бродот, некој па ќе поима немам, ќе купи храна, нели јадици, ќе придонесе, така да секој на секој соработува во текот на тој ден и многу некако обострано и transactional. Причина број 4, ја би рекол дека е поставување на лични граници. Значи, кога си transactional, на луѓето им докажуваш докаде ти се границите. Имам еден пријател во село, кај што ни беше за фармата и многу со него некако си имаме граници, онака не се замараме еден со друг. Кога бевме слободни ќе се видиме, или пак треба нешто да продадеме, ќе ни помогне, или пак он има нешто да продажба, ќе ни помогне, но никогаш не се замараме онака кој што каде бил или не знам што да се видиме обавезно или не. Кога ќе се видиме, кога не. Океј, и онака некоја близина осеќам со тој човек, бидејќи си ги знаеме онака границите баш. А имаше на друга соработка каде што човекот сакаше да ни помогне, нели? Всушност ние го најбивме него, он беше некао нешто електричар во селото и дојде, ни поправи тоа што требаше, му плативме пари и океј, второј пат дојде, нешто ни требаше некоја услуга, меѓутоа не сакаше пари, сакаше нешто да му дадеме за возврат. Океј, да, му дадеме, ја заврши таа работа прво и после тоа човеков не знам забега као не знаеше до каде, што е, заборави на соработкава, заборави на тоа зошто in the first place почнаме да соработуваме, па се зближи, па емоции од нас бараше, па после некаше ни пари да прифати, као тоа ми е мене too much, едноставно и не можам да немам граници со луѓето, едноставно морам да знам со кој, кого и што правам, за да не биде некој повреден или па да се почувствува некако запоставен. Исто и за време кога бев филмекер, кога правев спотови за пејачи, нели? И едноставно границите ми беа као ќе ти го направам спотот, ама убаво ќе им го напишам тоа на лист, нели? А имало и случаеви кога не сум го потенцирал тоа, да речеме во минатото, кога бев се уште онака неискусен и ќе приметев као ќе заврши спотот, ај Шемко дај брат направи нешто, некои слики, дали можеш или не знам, направи од тоа видео некои кратки видеа за Инстаграм и така натаму. Едноставно кога немаш граници со луѓето, они го злоупотребуваат тоа. И затоа, кога сум transactional и кога соработуваме, да речеме пример, мора во договорот или во писмо или било како да се изјаснете, да се договорите двете страни што всушност ќе има во оваа соработка, што е вклучено во таа соработка, онака од А до Ш, бидејќи како што реков, ако немате потенцирано, ако сте некоја личност која што не внимава на овие работи, едноставно не е битно кој што колку дал, а секогаш на крај тоа доаѓа до некој недоразбирање, некоја страна ќе биде повредена, другата страна ќе се чувствува малку злоупотребено и нема крај. Исто онака за крај на оваа точка, имаше на другарка која што нели е мажена и нејзиниот сопруг е изварал и она нели нормално повредена, плачела, не знам што, они имаат доста кредити заедно земено и така натаму. И сега мојабетов е што она као на поднаводници ме прашуваше што да прави, нели? Ама и му простила, као демек.
И мене муабетот ми беше као добра, ајде кога веќе му простила. Пример, сега ова малку контрадикторно и можеби дел од вас нема да се согласат со мене. Меѓутоа, јас како размислувам од transactional person од тој аспект, ако онака не можеш ти да живееш као цело време земај, а да не дадеш ништо. Затоа верувам дека кога си transactional, ако нешто ти направиле лошо, ти направи им лошо и на нив, нели? Ако пример возиш кола, нели, и возиш брзо, полицијава те казнува. Така едноставно целиот свет функционира буквално на принцип на реципроцитет. Кога нешто ќе погрешиме, не казнуваат, така? Кога ќе возиме брзо за кола и не фати полиција, ќе платиме казна, нели? Ако некој не изварал, нормално дека ние ќе го извараме и него. Пример, тоа не е здрав однос, не е тој здрав балансиран однос, меѓутоа муабетов е во се си постои реципроцитет. Мора да биде се по пола, едноставно да си го дадеме, едноставно едната страна да даде и другата да добие и другата исто да даде. Значи секој однос да биде онака баш обостран и секој да го добие тоа што него му треба или тоа што го сака. Сметам дека вака како за крај да кажам чисто еден мал говор, сметам дека убаво е да се биде transactional person, да на некои моменти делува малку ладно, меѓутоа јас сум повеќе за ефективна соработка со луѓе, за ефективен однос. Навистина не сакам да повредам некој човек или пак да ме повредат они мене или да ме го губат времето едноставно или па ја да им го губам нивното време. Сакам секоја страна да се почувствува дека вреди, дека придонесува нешто за односот и дека добива тој однос нешто, не знам, инспирација, мотивација и така натаму, нели? Јас се дружам со многу блиски луѓе, многу сум селективен со кого го поминувам моето време, не склопувам пријателства многу лесно. Кога соработувам со некоја личност, гледам да се одговараме со карактери, онака да сме на исти левел, што се вика. Исто и кога на фармата, кога продавав продукти, гледав и клиентите да ми бидат нешто слично на мене, онака да бидат луѓе што се разбудени, луѓе што сакаат здрава храна и така натаму, нели они плаќаат исто, добиваат квалитетен продукт. Така да се мислам дека мојот живот се основа на таков transactional, јас дури со моите блиски знаеме да соработуваме на тој принцип, едноставно ние се сакаме, имаме почит еден кон друг, како што реков, имаме емоции, меѓутоа разумот е тој што секогаш превладува и нашите одлуки ги носиме врз основа на долга дискусија и мора да има одредена доза на разум, бидејќи сметам дека на тој начин ќе дојде до помалку емотивно, бидејќи сметам дека на тој начин помалку би се повредиле и помалку емоции, значи поквалитетно размислување на долг рок. Малку е жешко времево, фала ви што бевте со мене. Оке, дечки, тоа ја бев така малку искрен во овој влог и се надевам не повредив ничии чувства, меѓутоа ова сум јас и многу луѓе го практикуваат овој начин на живот. И така да, оке, сега за мене е супер, едноставно вака функционира најдобро. Верувам дека нешто ќе научите од овој влог или ако имате некое мислење, коментирате доле. И така да, фала ви што се гледаме. Чао. Пуф.